Jaz in Marko sme vo našата kujna. Ми вели вчера си правевме какао со Ивана, па да го повториме тој рецепт. Малку понадополнет, веројатно. Да, малку и ќе имаш и јаткасти плодови. Гледам дека ти кафе веќе ќе пиеш, ама ќе си го пиеш. Ама и какао е добре доедено. Да, зборувајќи за утринските ритуали и за тоа како некому започнуваат утрата, во продолжение ќе се поврземе и ќе ви ја лоцираме, односно ќе ви ја прикажеме оваа прекрасна дама која што веќе ја гледате на екраните. Станува збор за нашата актерка Димитрина Мицкоска-Трајковска. Добро утро, Димитрина. Добро утро. Добро утро, Марко. Се надевам се слушаме добро? Да. Одлично. Како си ни утрово, Димитрина? Уште поспано. За мене е тешко да бидам будна во овој период. Така не е Обично имам вообичаено. многу проблем да станам рано. Да, често кога ти е оној твој можеби биолошки будилник, освен ако не го ставиме алармот на страна на телефон. Будилник, ако ме оставиш, можам да спијам многу. Се обидувам со првиот аларм да се разбудам во 8:30. Меѓутоа, кога немам фиксни обврски, тоа знае да биде снус и да звони на 10 минути 20 пати да станам во 10. Меѓутоа, еве, денеска... Тешко да спивам, тешко се будам, а многу сакам да бидам утрински тип. Да го фатам рано. Да. Тогаш ќе ти посакаме да доеш во тимот на утринска Телма во било кое време. Да, има навистина Имаше еден некој... период кога... Извини. Имаше еден период кога ја читав книгата Клубот 5 часот наутро. на Робин Шарма, секој пат ја ставам, така е. И? Да, бев доста мотивирана, се будев во 5, правев јога, медитации. Ама тоа ме држеше некои 2 месеци и потоа се вратив на старите навики. Да. Инаку, Димитрина, секој пат еве, апропо овие нови навики кои што сакаме да си ги вметнеме во нашата животна агенда, за годинава, која ќе биде новогодишната резолуција, 3, 4, 5 работи кои што си ги посакуваш, меѓутоа се надеваш нека нема да ескивираш можеби од истите? Една работа во која што сум сигурна е здрав начин на исхрана и физичка активност која што сакам така да се доведам во некоја посакувана форма и ред, и за тоа сум сигурна. Другите цели уште ни мене не ми се јасни, баш си водам планер во кој што имам графа во кој што можам да ги запишам своите цели и го потполнував на почетокот на годината и се прашував зошто уште не ми се јасни, дефинирани. Меѓутоа, како уште да сум со незавршена 2024, уште имам така некои работи кои што треба да ги завршам, уште се празнични денови за одмор, за дружби. Сами ќе се искристализираат мислите и целите. Да. Па мислам дека сме... Да, мислам дека сме една од оние ретките нации кои што имаат јануари многу празници за празнување, така што легитимно е. И многу е долг јануари, знае да биде долг, така што веројатно тоа споменав и пред малку, не знам колку ме слушна, дополнително ќе се искристализираат, Димитрина, мислите и целите за оваа 2025-та. Велиш, можеби се уште живееш со недовршена 2024-та, пред да ни кажеш како денот ти започнува и утрото во поглед на тоа дали преферираш кафе, какао, чај и така натака, би сакала со оглед на тоа што го спомена моментот дека не ти е некако довршена, дали тоа повеќе се однесува и на активностите кои што ги имавте со кабаре Еуфорија, со кој што на 30 декември така некако нели ја испративте годината со еден убав настан во Националната опера и балет. Дали можеби се уште импресиите се многу свежи и силни, да, и присутни? Да, точно, има уште работни обврски, например со кабарето поминавме одлично. Имаме закажано моментално настапи на 24-ти во Охрид, на 25-ти сме во Скопје, во Фламинго во Мериот. Ве очекувам да ни бидете гости. Да го реализираме тој распоред, имаше многу обврски кои што ги имав започнато и заради немање време да речам или одлагање, сум ги запоставила, например сакав да учам гитара и одев на часови и во септември како ми се натрупаа куп обврски, на професорот му реков ке те барам и еве уште не сум го побарала. Уште Нека биде тоа една од новите цели за годинава.
Точно, да, тоа ќе биде. Имам краткорочни цели од типот као оваа недела сакам да ја завршам таа книга, затоа што се фатив во еден момент, со колега правев муабет и ми вика, бе, знаеш овие типови што почнуваат 100 книги истовремено? И викам, не сум таков тип. И си одам дома и сваќам дека сум почнала 5 книги и ниту една не сум ја завршила. Добре, иде во Всушност, клубот. И така си давам неделни цели дека оваа недела барем едната книга треба да ја завршам или не знам, да изгледам некој филм или да завршам некои такви краткорочни цели. Да. Да. Димитрина, велиш не си ранобудник, но кога имаш потреба или некаква причина да се разбудиш и да станеш, односно денот да го стартуваш малку порано од вообичаено, без снуз, кој е првиот избор на пиолог? Дали си љубител на кафе или кафето е некако во втор план? Кафе дефинитивно. Прво се будам, имам едно куче кое што е голем галач и поминуваме 2-3 минути во галење во кревет. Мијам лице, здаби и првото нешто што го правам е пијам кафе. Какво кафе преферираш? Ето сакам да си го пијам во... Како? Какво кафе преферираш? Не топло нес. Помалку ризово или овечно млеко. И сакам да си го испијам 5 минути во рад, во тишина и тоа ми се многу убави 5 минути за себе. Гледам низ прозор. Уживаш Прекрасно. буквално, Да, последно време ја имам навиката да чепкам во телефон и се обидувам да ја отстранам таа навика, да што помалку да се будам и да го земам телефонот во рака. И тоа ми е една од дневните цели, да пробам да поминам ден со помалку гледање во телефон, ама морам да признам дека баш не сум доследна со таа цел, некако не ми успева. Да, веројатно е тешко со сите обкружувања, сите влијанија кои што ги имаме, меѓутоа еве тоа нека биде еден апел и до граѓаните, до сите оние кои што не гледаат, барем поработните обврски или не знам, во еден дел од денот да си дадеме сите задача на себе, да ги оставиме на страна телефоните, едноставно да бидеме присутни во домот или онаму каде што сме со луѓето во тој момент кој што не обкружуваат. Мислам дека таа присутност во моментот е најважна, да. Да, на многумина им недостига. И најважно. А јас и кога јадам, често знам да го искористам времето и да слушам некој подкаст или да гледам нешто во телефон, ама исто и тогаш се обидувам да ја ценам храната која што ја имам и да уживам во едното, да го тргнам телефонот на страна и да се посветам само на храната и на моментот што го имам. Инаку, кога сме кај работните ангажмани и активности, Димитрина, ќе се сложиш дека последниве години, ако недостасуваше можеби кабареа шоуа токму на нашата културна и музичка сцена, како да се појавија неколку ансамбли, што навистина не радува и бројни од вас колеги кои што работите токму на ова поле, дојдоа ги споделија своите импресии. И мора да признам дека последните 3 месеци доста се говори за проектот Еуфорија. Ве има прилика, нели, Цеце и Ивана да ве угостат, дел од екипата. Јас има прилика и да се видам со Антонио, со Јана Стојановска, која што исто така дел од ансамблот. И убаво е да се работи во така едно непознато друштво кое што за скоро нели ти станува едно семејство. Да, ти споделија дека веќе се како семејство. А и меѓу другото претпоставам дека покрај таа можеби активност имаш и други. Каква ти е зацртана можеби 2025-та, имаш некои други во поглед на работата. Да, структури кои што може да ги споделиме вака на кои што работиш? Поста сум активна со независен театар. Бев како гостин во Штипскиот театар со представата Лекција, која што сега на 5 декември бевме во Мароко. Гостувавме на фестивал таму во Танжир. И тоа беше едно многу убаво интересно доживување, да излезе представата интернационално. Моја прва прошетка и професионално гостување во Африка. И се надевам на долг живот на таа представа. Се игра на репертоарот на Штипски театар, се играше во Скопје на малата сцена на опера и балет во склоп на Скопско лето и се надевам дека ќе имаме прилики да ја прошетаме уште многу и низ Скопје, низ другите градови во Македонија. Бевме на фестивалот Појдан Чернодрински. Мислам дека е убаво да живее таа представа подолго. Имам уште една постара представа Грета, која што е продукција на Театар Златен Елец
Исто чекаме простор за неа за да се игра, затоа што немаме ние своја матична сцена, треба да договориме гостување во некои од театрите. И доста сум активна и со детски представи во режија на Трајко Јордановски, кои што ги играме во градинки, училишта и за најмалата публика. Немам некој друг план моментално, немам договорено, немам ниту идеја што би работела, затоа што бев доста активна, па така малку... Треба и малку одмор, полнење на батерии. Да. За да бидеме спремни за се она што не чека ова година. Што ќе донесе моментот, што ќе донесе животот тоа, некои нови проекти. Па и добро, самото еуфорија, нели, самото шоу носи доста предизвици и патувачки приказни, како што велише, ве сте во Охрид, па повторно Скопје, сигурно тоа ќе биде... Така е. Да, Димитрина, пред да те испратиме, да те прашаме само дали се израдува и ти на снегот, како мало дете, како и сите други. Да. Вчера имавме и тепачка со колегите, со топки со снег и така се вратив во детство. Не сум некој љубител на зима, иако сум зимско дете, родена на 2 февруари, за скоро ми роден ден. Меѓутоа повеќе преферирам плажа и лето. Ама кога е вака, кога има снег, кога не е само студ, уживам. Уживањето е апсолутно присутно, да. Дефинитивно снегот е радост за сите, па дури и за оние кои што малку помалку ја сакаат зимата. Димитрина, ќе ти испратиме. Само не знам дали во кревет назад, затоа што си се уште во пижами, или денот ќе продолжи? Веќе продолжува денот. Кога веќе сум будна, нема враќање назад, продолжува денот со. Ти посакуваме да имаш убав остаток од овој ден, да уживаш и те чекаме студиски. Те чекаме повторно студиски, што ви рекол Марко, со најнови информации. Поздрав голем до тебе. Поздрав голем. Бакнежи. Да, се разбира, уживај во денот и во кафето кое што веројатно допрва ќе си го пиеш,